Често слушаме, но во низ една друга формулација дека никој не може да даде гаранции, ама тоа се врзува за правото на вето на членките на Европската Унија. Она што се разбира, ние го афирмираме и го браниме е дека гаранциите се дел од европското право. Гаранциите се дел од конститутивните документи на Европската Унија. Веднаш ќе ви кажам. Ако ЕУ ја потпишала и ја ратификувала Конвенцијата за човековите права и ако ја признала јудикатурата на судот во Страсбург, парадоксално е да барате гаранција дека ќе ги спроведува, дека пресудите на судот не важат за сите членки на Европската Унија, односно дека Бугарија може да не ги спроведува. Тоа е парадоксално. Да, имаме толку многу пресуди. Парадоксално е зошто, бидејќи сериозни ставови во рамките на Советот на Европа имало и мерки се применувале на исклучување од Советот на Европа заради кршење на обврските кои што се од фундаментален карактер. Второ, исто така, ЕУ во договорот за ЕУ, во Лисабонскиот договор, јасно инспирирана од копенхашките критериуми, потенцирала дека, значи уште во членот 2, во членот 6, во членот 4, во членот 8, дека ќе ги почитува националниот и културниот идентитет на државите и на нациите и дигнитетот и интегритетот на граѓаните. Не може ова да важи само за членките на ЕУ, а да не важи и за кандидатите. Значи, тоа е темелот на ЕУ. Тоа е духот на Европската Унија како демократски политички систем. Тоа е, постојано го повторувам, филозофијата на господинот Макрон. Така вели пред студентите на Сорбона, предпоставам, така вели и во моите разговорите мои со него, да, но дека ЕУ